Деновиве стартуваат преговорите за формирање на идната влада, која ќе предводи ВМРО ДПМН и иден мандатар ќе биде Христијан Мицковски. Во албанскиот електорат и натаму ДУИ доминира според бројот на освоени гласови и пратеници. Но ВМРО ДПМН на неколку наврати досега оцени и порача дека е време интегративците да заминат во опозиција. Во ово издание на Тренинг согорник ќе биде Изет Меджити од коалицијата Вреди. Господин Меджити, колку денес вреди тежите на политичката сцена, откако освоивте, во овој момент имате 13 пратеници со можност за зголемување на бројката? Прво, единствена опција во албанскиот блок е Вреди, ВЛЕН. ДУИ е граѓански концепт, 9 политички партии, 4 заедници. Ова никогаш, 22 години, тоа сакав да коригирам, тоа не се гласови на ДУИ, туку се на Европскиот фронт, 9 партии и 4 заедници. Тоа е легитимно да се работува со нив, но не може и да играш на граѓански концепт и после 2 недели да се навратиш на албанска опција. Така да ние на овие избори немавме конкуренција. Второ, албанската опозиција од прв пат има конкуренција и прв пат од 90-тите до сега албанската опозиција надминува 100.000 гласови. Прво, второ, е тоа што сме единствена албанска позиција и трето, тие кои што ги познаваат приликите, прво бројките не се конечни. Бичи според Донт систем може за 10 гласа да се одземе или да добие пратеник. Таква е ситуацијата во Шеска, каде на ивица од 9-7 може да испадне 8-8 и што ќе смени резултат. ДУИ на ивица му е четвртиот кандидат во петка може да падне, нашиот во двојка може да добие. Така да ги почекаме конечните резултати. Тоа е прво. Друг аргумент е што во минатото имало негде 250.000 активни гласови албански. Сега тврдам со сигурност дека нема повеќе од 200.000 албански гласови. Така да со освоените 107.000 гласови ние сме апсолутен победник во албанскиот кампус. Имате предвид дека ДУИ со 85.000 гласови во 2016 ги представуваше албанците на првата влада на Заев. 2020 година со 105.000 гласови тераше влада, ги представуваше албанците како легитимен представник. И сега ние со 107.000 гласови или 110 скоро сме легитимни представници на албанците во идната влада. Дали сте изненадени од изборниот резултат од овие парламентарни и председателски избори? Очекувавте, например, дека ВМРО ДПМН ќе освои 59 пратенички мандати, а дека СДСМ досегашната власт дека ќе падне под 20 пратеници? Тоа не, мислам, во принцип не е добро. Веќе е голема разликата и веќе нема реална конкуренција во македонскиот кампус и не оди во прилог и за нашите позиции. Не очекував ваква разлика. Очекував дека победник ќе биде ВМРО ДПМН. Реално очекував дека ќе добијат околу 50 пратеници, очекував Социјалдемократскиот сојуз да биде негде околу 30 пратеници, но потврдија. Но тоа е реалноста, тоа се резултатите. Тоа е во однос на македонскиот кампус. Во однос на албанскиот кампус, знаев дека ќе има промена од пред 2 недели, бидејќи претседателските се едно, парламентарните се друго. Пример 2009 година воедно беа претседателските и локалните избори. И имате предвид дека во Чаир се гласаше во 5 листи. За претседател на држава, за градоначалник на Скопје, градоначалник на Чаир и за советничките листи Чаир и Скопје. И истиот гласач, во истиот ден во 4 листи гласаше во прилог на ДУИ, за претседател на држава гласа за Имер Селмани, тогаш доби 150.000 гласови. Така да во истиот ден гласа различно. Истиот глас различно и очекував дека таква промена ќе има и сега од претседателските на парламентарните избори. Кога ефективно ќе стартува преговорите
за формирање на идната влада и кои ќе бидат приоритетите и барањата на коалицијата Вреди? Веќе разговаравме, се очекува денови да почнат со работа работните групи од двете коалиции, коалицијата на ВМРО и коалицијата Влен. Приоритетите наши се борба против корупција, правна држава, враќање на правната држава која што е столб на едно општество, економски развој и интеграција. Предстои еден голем процес на кадровски промени, на етаблирање на досегашните интегративци во власта и јавните предпријатија и институции. Дали очекувате мирно проветрување во институциите кои беше јавна тајна, беа запоседнати од интегративците? За жал, Ахмети со паметот на груби ја доведе Дуи во ова дередже. За жал, Дуи ќе се соочи со истиот феномен на ПДП и ДПА. Кои што на почетокот беа народни движења и после згаснаа целосно, што не се случи тоа што се случува во вистински реформи кај во македонскиот блок, кај ВМРО и Социјалдемократскиот сојуз. И Дуи оди и Ахмети оди по патот на Тачи, Дуи моментално нема капацитет да владее, а уште помалку за опозицијски капацитет, бидејќи ако ја земеме пратеници што ги спомна, Дуи нема да има повеќе од 8 до 9 пратеници. Сакам да кажам дека Европскиот фронт се сочинува од 9 политички партии и 4 заедници. И ако и вака да останат бројките, 19-18, кога ќе анализираш листата, сите тие на Дуи. Нема повеќе од 8 до 9 пратеници. Прво, второ, 8-9 пратеници сите по возраст се пензионерска возраст, над 65 години. Тие може да бидат легитимни представници на некоја пензионерска партија или за правата на пензионерите, но нема ни енергија, ни волја, ни памет, да водат конструктивна и енергична опозиција. Ги чекаат тешки опозицијски денови. Изјавите дека ќе дестабилизираат или не знам што, прво треба да знаат дека веќе Северна Македонија е членка на НАТО. Не е таа што беше. Второ, кога беше лошо, ова опружување на Ахмети, не било до Ахмети во опозицијските денови. Зборам за Артан Груби, Бујар Османи и тие околу Ахмети, 2006-2008, па и Фатмир Бесими, иако цело време министер на некој ресор, 2006-2008 го снема од тука отиде во Косово. Артан беше против Дуи, Бујар не беше Дуи, така да овие дечки се околу Ахмети се додека е власт. Моментот што ќе премине опозиција, не знам што ќе остане од тоа. Барате покомплексни уставни промени, не само амандмани за внесување на бугарите во преамбулата, туку бришење на формулацијата 20% од граѓаните кои го зборуваат албанскиот јазик и редефинирање на државата. Дали на овие ваши принципи или барања е спремна ВМРО-ДПМН како идна владеачка гарнитура да ги прифати? Ние прво треба да збориме како граѓани на оваа држава. Треба да се чувствуваме равноправни. Второ, и како заедници, ние сме спремни да придонесеме да се зачува македонскиот идентитет, македонскиот јазик, секогаш кога некој е против тоа. Така да, мислам дека ние како втора заедница тоа сме спремни да го правиме, но бараме и од поголемата заедница, најголемата заедница тука, македонската, мислам дека не е добро да остане чувството се уште кај албанците, како бројка 20%, туку сите знаеме дека тоа се однесува на албанскиот јазик, што ме така, мислам дека добро е да најдеме сили, да се помагаме и да се браниме заедно, отколку да се тепаме едни со други.
Каков ќе биде односот на... Значи, бараме исто однос кој што го имаме ние кон македонскиот јазик, македонскиот идентитет и од вас, значи, да се врати истото, без барање вие сами да го отворите тоа прашање и да кажете не е добро ова за албанци во Македонија да ги понижиме вака со бројка од 20%. Во програмата на вашата коалиција, меѓу другото, еден од приоритетите е отворање на албанска банка и формирање на Академија на науките на албанците. Не гледам ништо лошо во тоа. Пример, во Македонија, ако не грешам, има негде околу 30 институти. Еден е албански институт, некој е за македонската историја, другиот е за македонски јазик, третиот е за нешто друго. На крај крајeva тие се институции кои што придонесуваат за развој на науката, на општеството, така да не гледам ништо. Зошто се става етничкиот признак албанска банка, Академија на науките и уметностите албанци? Кога ние ја имаме МАНУ, например, во која партиципираат и академици албанци. Па ако се отворат повеќе вратите и албанците се чувствуваат добро во МАНУ, мислам нема да има потреба од вакви идеи. Во однос на банкарскиот систем, значи идејата е како може, значи втора заедница во Македонија да биде ни со 1% присутна во банкарскиот систем. Значи дали е тоа случајно или не. Ние ова го отвараме како прашање, но имаме, значи ова е наша идеја, но ако има и други идеи како да го решиме ова, како да бидат албанци поприсутни во МАНУ, поприсутни во банкарскиот систем и во некои институции каде што се уште се неприсутни или символично присутни, ние сме отворени да разговараме и преговараме. Каков ќе биде односот на коалицијата ВЛЕН во однос на решавањето на српско-косовскиот проблем и каква беше улогата на Албин Курти на овие парламентарни избори? Прво треба да признаеме дека во Косово има демократска влада, избрана на демократски начин, во однос на Србија, каде што се работи за пола режим, значи пола диктатура, кој што е единствена земја во Европска Унија кој што не воведе санкции кон Русија заради војната во Украина. Значи, надвор од европските текови, прозападните сили. Очекувам дека ќе се најде решение на маса со диалог, нашиот став и мислам и на државата. Ние сме го признале како независна република Косово со тие граници признаени значи со нивниот суверенитет и интегритет. Во однос на Курти, чудно е што Курти го немаше 2-3 недели, воопшто ни со изјави, ни со ништо, но пак се бавиме со Курти, а вчера, не покасно, во денот на изборите, Еди Рама, премиер на Албанија, бараше отворено глас за Ахмети. И, значи, ама тоа не го коментираме. Мислам, ние не треба да заборавиме дека ние и во нашиот устав ние сме дел од албанскиот народ и многу е природно ние да соработуваме со Косово и Албанија и мислам дека нема ништо лошо во тоа, се додека нема нешто лошо за Македонија. Значи, ние од Курти, напротив, Курти имаат тесна соработка и со Социјалдемократскиот сојуз, левичари заедно се работат да се зачленат во социјалистичката интернационала, соработуваат интензивно таму, така да имаат соработка и со нив идеолошки, има и со нас како албанци. Господин Меджити, ако владата предводена од СДСМ и од Ковачевски, поради тесното парламентарно мнозинство кое го имаше досега, мораше веројатно да биде и пофлексибилна во односите со ДУИ. Тоа сега не е случај, например, со Христијан Мицковски, кој има сигурна парламентарна група од 50 на 59 пратеници, што значи дека маневарскиот простор ќе биде многу мал да испорачате барања кои можеби нема да бидат прифатливи за вас, односно за ВМРО-ДПМН. Што всушност вие ќе барате од Мицковски за да
партиципирате во идната влада? Една работа. Да не биде флексибилен кон раководството на ВЛЕН, како што беше Социјалдемократскиот сојуз кон раководството на ДУИ, туку кон граѓаните албанци. Значи кон албанци. Бидејќи мислам дека имаше перцепција дека ДУИ има премногу добиено, ДУИ владее со државата, но дадоа и една порака што и кога имаат власт не знаат да владеат, бидејќи тоа власт беше во функција на нив и нивните семејства. Не беше во функција на албанци во Македонија. Мислам дека албанци веќе не бараат само символика, можеби пред 10 години беше интересно и беше барање, значи, да имаат председател на собрание, да имаат министер за финанси и некои други ресори, па еве и технички премиер. Но сега веќе тоа не е доволно, тоа е надминато и албанците сакаат власта да работи, да ја реализира програмата, тоа што ветува, да го чувствува народот владењето, да биде во функција на граѓаните, а не во функција на функционерите и нивните семејства. Во еден од вашите приоритети велите битка против корупцијата и криминалот. Сега директно ве прашувам, кои ресори би сакале да ги добиете во идната влада? Не, ние деновиве, значи, нема да започнеме од ресориве, туку ќе првично, значи, ќе почнеме преговорите за принципите на идната влада, за унифицирање на програмите на двете коалиции, да биде заедничка програма на владата, па во втор план, значи, ќе бидат ресорите министерски и директорски, се до тоа во однос на нашите приоритети. Во една прилика рековте дека време е албанците да ги преземат ресорите како министер за внатрешни работи, царина, управа за јавни приходи. Не, јас само посочив дека и после 30 години плурализам, значи има се уште институции и ресори кои што никогаш не биле раководени од албанци во оваа држава. И ги посочив Министерство за внатрешни работи, но не само Министерството, туку и дирекциите внатре во рамки на Министерство за внатрешни, како што е за униформа и АНБ, неприсуството во банкарскиот систем, УЈП, царина и ред некои други институции. Ако е сосема известно дека ќе бидете дел од идната владина коалиција, а еден од приоритетите ваши е интеграција на земјата во Европската Унија, а услов за тоа е решавање на проблемот со Бугарија, поточно внесување на бугарите во преамбулата, имате некаква временска рамка до кога треба да се изгласат уставните промени? Тоа можам да кажам дека е во нашите приоритети, но тоа во преговорите што ќе ги почнеме деновиве, значи ќе ги утврдиме и приоритетите и роковите. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Изет Меджити, дел од коалицијата Вреди.